Прво, крајно невообичаено е пратеник да говори за министер или за заменик министер дека е целосно во право. Дури не е во согласно со поделбата на власт. Ама ајде да го оставиме тоа. Значи, амандманот не е наш изум. Амандманот е плод на извештаи, на анализи, на пресови што сме слушале на 33 невладени организации. Дека алармирале многу пати, помнам последниот пат во Тетово беше, и или никој не им одговара, или пак ги упатува на друг и не може да се утврди одговорноста. Видете, ова не е закон за инспекцијски надзор, туку е закон за инспекцијски надзор во животната средина. Не ми е јасно зошто не би можело броевите да бидат предмет на закон. Па видете, ние велиме дека само кога се слободите и правата во прашање, се што ние со устав и закон забрането е дозволено. Ова е специфичен закон и казните се специфични. И затоа не гледам ниту една причина за да бидеме поефикасни во заштитата на животната средина, во ангажирањето на сите во пријавувањето. И самата јас сум пријавувала за слични работи, па никој не ми се јавува, или ке ми рече јавете се, еве, на локално ниво сум се јавувала каде, немаме таква служба. Ајде, да отвориме извештаи на 33 невладени организации, да видите колку ситуации воопшто не биле регистрирани. Ниту може да се утврди точно кој во тоа време бил активно или пасивно дежурен и кој треба да одговара. Затоа мислевме дека ако се работи за едно многу важно добро за животната средина, за правото на здрав живот, за правото на здрава животна средина, зошто да немаме и вакви гаранции? Значи, не измислуваме ние, туку пренесуваме нешто што е регистрирано во праксата како проблем. И логично е да размислиме околу тоа, па еве и да го озакониме. Не ми е јасно од каде ваквата, да не речам, нетрпеливост. Дали е само заради тоа што предлогот доаѓа од опозицијата? Не е од опозицијата, од граѓаните, од невладиниот сектор е. И ние артикулираме нечии интереси, ама невладиниот сектор особено. Значи, законите служат за да решаваат проблеми. Проблемите се евидентирани. Тогаш е логично дека треба да осамне одредба која ќе делува здраво, која ќе овозможи евидентирање на настанот, одговорност, ама и заштита.